Dobar den, dragi učenici! Dobrodojdovte vo e-učilnica na časov po predmet fizičko i zdravstveno obrazovanje. Ja sum Ubavka Peševska, odelenski nastavnik od osnovno učilište Braća Milodidomci Kumanov. Preko ova video lekcija će se zapoznajete sa nastavната содржина ritmičko odenje i trčanje. Koji se celi na ovaj čas? Учениците да развиваат способност за движење, одење и трчање, да се воведуваат во естетското движење и да имаат елегантно држање на телото. Да ги развиваат психомоторните вештини усогласени со ритмот на музиката, да го одржуваат телото и однесувањето сообразно со колективното движење, да развиваат способности за движење и игра во просторот. Ритмичките задачи, пропратени со музика и темпо, се применуваат со цел да се реализира движење со различен ритам. Освен правилниот ритам и темпо, учениците треба да обрнат внимание на правилната положба на телото и естетското движење. Часот го започнуваме со вежби за загревање на телото. Прва вежба. Телото се наоѓа во исправена положба, а рацете се ставени на половина. Се прават кружни движења со главата на левата па на десната страна. Втора вежба. Став на телото, исто како и во претходната вежба. Се прави отклон со глава на лева па на десна страна. Цел на оваа вежба е главата да се доближи што повеќе до рамото. Трета вежба. Телото се наоѓа во исправена положба. Рацете се во одрачување и се прават кружни движења, првен во зглобот на дланките, напред и назад, а потоа и во раменскиот зглоб напред-назад. Следната вежба. Телото е во стоечки став. Нозите се во расчекорен став и се прават засуци со телото во пределот на половината и едната рака се подига и се става позади глава. Следната вежба од вежбите за загревање е со расчекорен став. Телото се наоѓа во предлог. Со телото се прави длабок предлон и повторно се враќа во почетната положба. Следната вежба е со стоечки став. Рацете се во подрачување. Спрема напред се подига прво едната нога во висина на рацете, а потоа истото се повторува и со другата нога. Телото се наоѓа во исправена положба со расчекорени нозе. Од исправен став на телото се прави предклон напред и со испружени раце се допира подот и повторно се враќа во почетна положба. Како правилно се изведуваат ритмичките вежби? Основни облици на вакво движење може да се изведуваат во различен ритам и темпо, со изведување на поврзани движења на чекори и одење, напред-назад, лево-десно, со поскоци во место, напред со свртување околу себе, движење во круг. А учениците може да бидат поставени во полукруг, во круг, во врста, во парови и слично. Со ова се постигнува поголема мотивација и се зголемува заинтересираноста за ваков вид на движење. Приказ за изведување на ритмичко одење. Ритмичко одење и трчање започнува да се изведува во зглобот на кокот. За тоа време зглобовите на коленото и стапалото остануваат подвижни и на тој начин со ногата се изведува исчекор напред. Ритмички вежби. Како прва задача, наставникот со глас им задава ритам и темпо, а учениците ги изведуваат следните активности. На такт 1-2 учениците прават 2 чекора напред, 3-4, 4 чекори со трчање назад, 5-6, 4 чекори со трчање напред, 7-8, 2 чекори назад. Втора задача. Учениците ги изведуваат истите движења, а наставникот им дава ритам со плескање или со чинели. Трета задача. Учениците сами ја повторуваат вежбата и сами си плескаат. И четврта задача, учениците ја повторуваат вежбата со музика. Игра за смирување на детскиот организам. За крај, после напорното вежбање, за смирување на организмот, драги мои ученици, ќе играме играта Дополни реченицата, која ќе ни користи за сваќање на нови зборови и богатење на речникот. Ова игра може да се игра со најразлични содржини поврзани со детските искуства. Како се игра играта? Еве вака. Јас ќе кажам збор, а вие ќе ја дополните реченицата. Зајачето живе. Верверичката скока. Зимски сон во шума спијат. Напроед шумата е. И играта трае се додека постои интерес кај децата. Драги ученици, ви благодарам на вниманието.